Пред некој ден, во аулата на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје беше доделена наградата за најдобар книжевен превод Драги. Награда која е во чест на еден од најдобрите преведувачи кај нас, кој дал огромен придонес во збогатување на македонската литература и култура, Драги Михајловски. Наградата Драги се востанови пред 3 години. Ова годинава е трето издание и сме многу горди што заживеа за толку кусо време да има толку убава популарност. Драги Михајловски беше наш колега овде на факултетот, работеше на катедрата за англиски јазик и книжевност, се занимаваше токму со книжевниот превод, не само како преведувач, туку и како професор, и многу генерации помлади преведувачи од него го учеа занаетот за преведувањето. Така што не е чудно што една награда за книжевен превод го понесе неговото име и еве продолжува и понатаму духот на Драги да живее преку оваа награда и преку преведувачи. Во избор за наградата беа 35 книги, а на жири комисијата било исклучително тешко да ја донесе финалната одлука. Која од нив го има најквалитетниот и најкреативниот книжевен превод. Оваа година можам да кажам дека беше исклучително тешко да се донесе одлуката, бидејќи не само што имаше голем број на пријавени книжевни преводи, туку имаше голем број на квалитетни книжевни преводи. Бројката мислам дека беше 35 на почетокот, кои што жири комисијата многу внимателно и многу детално ги разгледуваше, ги анализираше, дебатираше околу нивниот квалитет и успешност, и секогаш беше тешко да се прави елиминацијата на оние кои што нема да поминат во вториот и во третиот круг, но еве дојдовме, мислам, до едно среќно решение. Секако 5 финалисти што ги избравме, но и оние 10 што беа во претходниот круг, навистина речиси сите заслужуваат да бидат споменати и да добијат некакво признание. Што сакам да кажам со тоа? Сакам да кажам дека полека но сигурно сметам дека наградите како што е оваа Драги ќе влијаат за кревање на квалитетот на книжевното преведување. Бидејќи многу често сме биле склони да речеме: не се добри македонските преводи, нема да читам во превод, ќе читам во оригинал, ќе читам на други јазици, и секако дека имало причина и за тоа, но се поголемото внимание кое издавачките куќи, па и самите преведувачи го имаат при својата работа, мислам дека ќе донесе до поголем квалитет. Наградата за најдобар превод ја доби преведувачката Лидија Танушевска за нејзиниот превод од полски јазик на книга од нобеловката Олга Токарчук. Превод кој ги задоволи сите стандарди на комисијата кога го прашање неговиот квалитет и креативност. Кога го оценуваме преводот, прво гледаме да тече мазно, јазикот да биде убав македонски јазик, преведувањето да не создава кочници, прашалници, паузи во читањето, да биде неразбирливо за читателот, тоа навистина можеби е првиот критериум. Но на едно повисоко ниво јас сум присталица на оние тези дека преведувањето и не треба до крај лесно и мазно да оди. Кога читате превод, секогаш треба да знаете дека читате странски писател, а не македонски. Односно, во тој превод да биде зачувано нешто од странската култура, еве во овој случај од полската, например, и од таа огромна енциклопедија на знаења која што нобеловката Олга Токарчук ги вткала во својот роман, а потоа и преведувачката Лидија Танушевска ни ги пренела на македонски. На последниот состанок, одржан на 23 септември 2025 година, комисијата одлучи наградата Драги за најдобар превод на македонски јазик за 25-та да ја добие преведувачката Лидија Танушевска за преводот на делото Емпусион од Олга Токарчук. За мене е огромна чест да се добие награда со името на Драги Михајловски, бидејќи Драги Михајловски беше голем човек пред се по својата добрина, но и голем писател, голем преведувач, голем теоретичар на преведувањето, така што за мене како преведувач кој преведува веќе
повеќе од 20 години, навистина ова е врвот што може да се достигне во една преведувачка кариера. Преведувањето во денешно време е навистина предизвик, бидејќи, како што знаеме, технологијата многу напредна и младите се многу склони на ChatGPT, на Google Translate и така натаму, мислат дека е тоа доволно. Меѓутоа, книжевниот превод бара посебно внимание, посебна длабочина, посебно разбирање на текстот, така што треба многу читање, треба многу навлегување во различни сфери, не само во книжевната, бидејќи во книжевноста се среќаваат разни други термини кои се од некоја стручна терминологија и треба да се најде соодветниот збор, треба многу да се размислува, треба да се биде креативен пред се. А креативноста е нешто што компјутерот не може да направи сам. Да се наградува квалитетниот превод е исклучително важно, бидејќи на тој начин им се дава признање на преведувачите, кои со својата вештина и умешност го отварат нашиот прозорец кон светот. Со секоја преведена мисла, со секој преведен збор, тие едноставно не учат и го доближуваат светот до нас. Светот кој инаку би ни се чинел далечен и ни познат доколку не постојат овие мали херои за страниците, преведувачите.